Гарантираната цена на одредени производи ги задоволи надлежните, но не и граѓаните. Министерот за економија Крешник Бектеши се фали со новите мерки, граѓаните пак револтирани. Велат нема намалување и покрај одлуката на владата, цените се уште се изгор. 10% намалување на... Не е доволно, брат, каки не, нема шанси. Мислам, видите просек на плати кои се и на пензии, пак ќе направите са корпата колкава е, а што е, кај се другите потрошувачки, мислам, за цел месец. Треба ли да се намалат цените? Треба, иначе се е огин. Со мали плати, мали пензии, као што немамо мини пензии, ништо. Треба. Сметате дека се високи? Ба високи се како не. 3 работи 500 денара, ништо не можеш да купиш. Високо е све. Треба да се намали цените, да. Има народ со ниски примања, што не може да си купи све што сака. Инспекторите на терен, а со ниво проверка на маркетите за да види дали се почитуваат новите мерки, отиде и министерот Бектеши. За идната недела Бектеши најавува и намалување на цените на пијалоците. Ги повика граѓаните сите пропусти на маркетите да ги пријават во Државниот пазарен инспекторат. Откако е влезена во сила мерката, до овој момент сме задоволни со начинот како се почитуваат мерките од страна на трговците. Има во одлуката и задолженија и за добавувачите и за производителите на производите кои се предвидени во одлуката. Денеска са бајлето имавме дополнителна координација со Државниот пазарен инспекторат. Тие вчера попладне веќе вршиле контроли, во моментот се во тек различни контроли и тоа ќе продолжи до крајот на ноември. Од вчера 50 на производи се под мраз, а за да може граѓаните полесно да ги најдат цените на артиклите кои се опфатени со новата владина мерка, односно со намалување од 10%, тие треба да бидат означени со посебна ознака на која пишува гарантирана цена. Инспекторите од вчера се на терен, а контролите ќе продолжат и во наредните 2 месеци.